Со мене вечерва, не случајно, е Љупчо Георгиевски, директор на јавното предпријатие за државни патишта, човекот кој што има со што да се истакне, особено кога што во неговиот мандат почнуваат да се градат 3 автопати. Добро вечер. Добро вечер до вас, вашите пратички кои ве гледат преку интернет. Најнапред, навистина е голема чест да се биде дел од ваква позитивна кампања на председателот сегашен ЕИДен господинот Иванов, затоа што навистина оваа кампања говори само за проекти, реализирани по највеќе и она што следува. Да се биде директор на јавно предпријатие во кое што се реализираат почеток на 2 идни автопатишта, и тоа е автопатот Миладиновци Штип и секако Кичево Охрид, и оној актуелен кој што е од Демир Капија Смоквица е голем изазов, затоа што последните можеби 30-40 и повеќе години немал ваков инвестиционен бум во градба на патната инфраструктура, поготово автопатната патна инфраструктура. Со ова значително се зголемува процентуалната, би рекол, покриеност со автопатишта во Македонија. Да, може да се земе во предвид дека наназад 20 години, може и повеќе, вкупно изградени патни правци се негдека околу 230. Бројката до 262 се последниве 6-7 години, кога што се изгради, доврши обиколницата и делот од Куманово према северната граница према Србија. Оваа бројка треба да се зголеми во наредните 4 или 5 години, бидејќи нели различен е периодот на завршување на автопатите, за 50%, што значи во овој момент се градат преку 132 километри автопати, кој што едниот автопат е Кичево Охрид, нели сега сме во Кичево, кој што е со должина од 57 километри, втората автопатна делница е Миладиновци Штип, која е со 47 километри, и она што треба да биде завршена до крајот на 2006, Демир Капија Смоквица, и комплетирање на тој дел од коридорот 10 или автопатот Александар Македонски, уште 28 километри. Значи, кога се соберат сите овие градби, тоа е веќе бројка од 132 километри, што значи. Бидејќи председателот во своите настапи пред граѓаните, барајќи до вербата, истакнува дека во фокусот ќе му биде развојот на економијата, која што треба да обезбеди услови за младите во Македонија, како дел од неговата платформа, покрај сите други делови од неговата програма пред граѓаните, исто како и отчетот кој што како прв председател го поднесе пред нив. Економијата игра важна улога. Изградбата на автопатиштата како инфраструктурни зафати е директно и индиректно поврзана со развојот, особено во оние делови на Македонија кои што биле отпад или пак го чекаат својот развој токму преку странските инвестиции, токму преку развојот на индустријските развојни зони, па и преку посетата на туристи преку автопатите. Па може ли, еве би рекол дека вие сте најкомпетентниот човек досега, иако за ова многу пати сме зборувале во ова отворено студио, меѓутоа е убаво да се слушне и од најкомпетентниот, како директор на јавното предпријатие, што всушност се значи градење на автопат. Значи вака, пред да одговорам на ова прашање, би напомнал дека наназад година денес се вршеа преговори за да се добие заемот кој што го добивме од Кинеската банка за градбата на овие 2 автопати. Значи и за Кичево Охрид и секако Миладиновци Штип. Би нагласил дека тимот предводен од председателот на владата на Република Македонија господинот Груевски и председателот Иванов се покажа како одлична комбинација за да се добие овој поволен заем од Кинеската банка, за да денес говориме и за реализација на овие 2 автопати. Вториот дел е градбата на автопатите и договорот што беше склучен со кинескиот изведувач е ангажирање на минимум 49% македонски компании, што овој момент директно значи дека во самата градба ќе бидат вклучени македонски компании, кои што и такако значи за економскиот подем и градба, нели, во двата дела на Македонија. Да. Меѓутоа, бенефитот после, бидејќи рокот на завршување на делот Миладиновци Штип е 3 години, Кичево Охрид е 4 години. Со завршувањето на овие автопатни делници како значи развојот на стопанството, економијата, бидејќи комуникациите во една држава се еден од најважните елементи. Ако зборуваме за развој на економијата и за вработувањето, ако градежен бум, би рекол, изминатата година ја подигна македонската економија во услови кога економска криза го запади светот и Европската унија,
Колку пак тоа е значајно со се цела градежна оператива во овие услови сега кога ќе се градат и мостови, и тунели, и мост, Вака, доволно зборува тоа што денес чинам дека беше од една градежна компанија објавен оглас за вработување на преку 670 лица кои што ќе бидат ангажирани за градба на автопатите. Ние дадовме согласност на неколку компании да бидат вклучени. Сепак беше еден од условите во договорот со кинескиот изведувач да пред ангажирањето на домашните компании побарат согласност од јавното предпријатие, бидејќи секако мора да бидат референтни компании кои што имаат искуство во градба на автопатишта. Да. Сепак, не е само градбата на автопатиштата, тука од вас е и одржувањето на постојната инфраструктура. Да. Вака, јавното предпријатие за државни патишта во периодот што одминува наназад говорам и овој што следува работи на сериозни проекти за одржување на постојната патна инфраструктура. Конкретно, периодот на изабеност, тоест на истрошеност на една автопат, магистрален, регионален, па и автопат е 20 до 30 години. Значи, створени се услови за сериозна обнова на такви автопатски делници. Во овој момент би нагласил дека веќе се работат проекти и треба да се работи на промена на асфалтот, на ставање нов на неколку делници. Почнуваме некаде средината на оваа година делот од Велес према Капланово, следува од Миладиновци до Куманово и назад во двата правци, делот кај Неготино, меѓутоа се работени проекти како што е подобрување, значи рехабилитација на постојната патна инфраструктура од Битола до Охрид, бидејќи сме сега во Западна Македонија, делот од Маврово према Девар, тоа се некаде 20 километри, така да се работи на тоа и тоа се сериозни инвестиции. Од вас се и оние изградбите и одржувањето на регионалните патишта. Да, за тоа и говорам, значи тоа се и оние сериозни потези. Воедно бидејќи спомнати изградбата и на мостовите. Значи во овој момент веќе работиме на санација на мостови кои што не биле санирани по 40-50 години. Таков е случајот на Мелнички мост пред Девар, мостот на Гемиджи во Велес, во Радовиш исто така да имаме сериозни интервенции. Може ли да искористиме прилика да ја прашаме што се планира за воиднина? Па, веќе почнам да говорам и за тоа. Значи, во иднина се, меѓу другото, се работи и на градба на регионални патни правци, бидејќи сме во Кичево, и поврзувањето од извор, Кичевски извор, према Девар, тоест према Гарски мост. Тоа е една сериозна инвестиција од 20 км и процената вредност од 20 милиони евра.